Почитувани сограѓани, драги пријатели, најнапред сакам да изразам голема благодарност до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, чиј член сум, и до коалицијата Сојуз за иднината, што ми дадоа шанса да бидам носител на листата на кандидати за членови на Советот на општина Ѓорче Петров и во тоа својство денес да ви се обратам. Иницијатор за мојата кандидатура беше нашиот кандидат за градоначалник на општината Ѓорче Петров, Александар Налимов. Тој како член на Советот на град Скопје, а јас како државен службеник во администрацијата на град Скопје, интензивно соработувавме во изминатите 4 години. Одамна се познаваме, но следејќи неговата работа и активностите во Советот на град Скопје, можам да кажам дека ме импресионира со неговата енергија и ентузијазам во реализацијата на идеите што ги изнесуваше пред Советот на град Скопје. Него го одликува една многу ретка особина во денешницата, а тоа е дека тој е чесен, но и добро воспитан човек кој знаеше да изрази почит кон моето работно искуство во сферата на локалната самоуправа, и ние постојано бевме во контакт, постојано соработувавме и постојано се консултиравме за сите активности од областта на локална самоуправа. Тогаш мислев дека реално се мали шансите тој како поединец и советничката група на Социјалдемократскиот сојуз да остварат некакви поголеми резултати, делувајќи опозиционо во Советот на град Скопје. Но сепак мислам дека со нивното залагање, а особено со неговата упорност, успеа да направат неколку проекти, а тоа се кружниот тек тука кај црквата Свети Петар и Павле, втората фаза на улицата Македонска војска, реконструкцијата на улицата Волковска, покрајна иницијативи околу изградата на градинка од Аме Груев и уште многу други иницијативи кои денеска нема да ги споменувам. Со тоа, јас мислам дека тој го оствари ветувањето што го дал на граѓаните при неговиот избор. Направи нешто добро за нас во Ѓорче Петров, а мене лично ме натера да размислам и да погледам назад во својот живот, да речем што јас направив за мојата општина Ѓорче Петров. Со над 30 години работно искуство во сферата на локална самоуправа, постојано како раководен службеник во администрацијата на градот Скопје, 9 години бев секретар на заедницата на единици на локална самоуправа, ЗЕЛС, и денеска можам да кажам дека на вистина дојде време конечно и јас да застанам во локалната самоуправа на општината Ѓорче Петров и да го дадам конкретниот придонес преку она што во тие 35 години го акумулирав како знаење и сите ние заедно, значи заедно со ентузијазмот, упорноста, знаењето на Александар Наумовски, со моето искуство, со извонредно квалитетната советничка група, што очекувам да избереме во поголем број, мислам дека можеме да направиме позитивни промени во општината Ѓорче Петров, односно нашата општина да тргне кон подобра иднина. Во оваа прилика нема да зборувам за прашањата, за конкретните прашања за кои ќе се залагаме да се решаваат, тие се дел на нашата програма. Тука нема празни ветувања, ќе ги погледнете задачите што ги презедовме како дел од програмата низ контактите со граѓаните. Значи, нивните желби, интересите на граѓаните беа основа на која се градеше таа програма. Денеска несоодветно е ако на ова место не го кажам својот став и за она што е клучен проблем што се случува на централно ниво, односно што е централна тема на разговор во сите средини во кои поминуваме. Значи, ние сме сведоци дека во изминативе години систематски се разградува
Република Македонија. Уставно-правниот систем, економскиот систем, финансискиот систем, сето она што не представува една цврста и стабилна држава, дефинитивно систематски се подкопува. Се удара во темелите на државата. Но кулминација на сето тоа, сите знаете, беа случувањата на 24 декември, кога практично се изврши атентат на демократијата од сите оние кои учествуваа во тоа, кои го наредија тоа, како и од оние неми посматрачи кои не најдоа за потребно во тој момент да реагираат на соодветен начин. Заради тоа почна отпорот во Република Македонија и на чие чело е Социјалдемократскиот сојуз, заедно со коалиционите партнери, со сите оние кои почувствуваат дека во овој момент, судбоносен момент за Република Македонија, е многу значено да се излезе на улица и да се каже не на оваа недемократска власт. Денеска гледаме многу оштри кампањи, нападот во кампањите повеќе не е ниту кон советниците, ниту кон програмите на опозиционите кандидати. Целиот напад е кон лидерот на отпорот практично и лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, председателот Бранко Црвенковски. Меѓутоа, тоа е нашиот избор. Значи, нашето право да се определиме кој ќе не води и во оваа прилика мислам дека во името на сите вас ќе кажам дека ќе одиме до крај, дека оваа победа што ќе извојуваме на 24 март ќе биде само првата победа на патот кон целосно поразување на власта на парламентарните избори што најверојатно ќе се одржат во текот на оваа година. На крајот сакам да ве повикам сите вас на 24 март да излезете масовно на гласање, да гласате за листата на коалицијата за општина Ѓорче Петров, да гласате за нашиот кандидат за градоначелник Александар Наумовски, да гласате за кандидатот за градоначелник на град Скопје Јани Макрадули и да гласате за листата на членови на Совета во градот Скопје, предводена од Скопје Кубовски. Благодарам. Да живее општина Ѓорче Петров, да живее Македонија.